што значи медитација, зошто треба да медитираме, колку медитацијата е практична, колку ќе ни помогне во секојдневниот живот и доколку сте се прашувале зошто да медитирате или на кој начин да го направите тоа, па кој е вистинскиот начин за вас, како да најдете време, како да направите организација, тоа се можеби најчестите прашања. Можеби дел од нив ќе одговориме, али и сепак ќе разјасниме што е тоа што ќе ве натера на некој начин да медитирате, како би го олеснило секојдневниот живот. На оваа тема зборувам со Екалабија Божинов, инструктор по медитација. Добро утро за вас, Екалабија, и добро дојдовте во нашата утринска програма. Добро утро. Исто така, меѓу другото, само да споменам дека ќе информираме и за бесплатниот курс по медитација кој што предстои и за кој би требало да знаат оние кои што не следат, но тоа ќе го оставиме негдека за крајот на разговорот. Ја за почеток би сакала да дадеме еден вовед за тоа што значи медитацијата, ако можеме да ја дефинираме вака, во кратки црти тука, иако тоа е една голема и широка тема, нели? Па медитација е техника на продлабочување во себе си. Значи, многу стара техника е, пред 6000 години има списи за медитација од Индија, од Махабхарата, Бхагавад Гита, потоа има техники што ги читате во, маите во Јужна Америка, во Египет има техники на медитација. И понаму све како што се развиваат религиите, има секаде и има и во христијанството, тие се викаат исахисти, значи дел во Света Гора од манастирите имаат свој правец кој се вика исахисам, каде што кога се молите, они викаат јас му се обраќам на Бог, а кога медитирам, јас се стишувам и дозволувам Бог да ми се обрати мене. И сега многу луѓето малку се плашат од темата Бог кој ќе слушнат, пошто имаат некоја представа дека е тоа нешто што ќе ги однесе во некаков правец. Меѓутоа, едноставно тоа е кога дозволуваме ние нашата душа, нашето внатрешно битие да го доживееме. Значи, луѓето со тек на животот губат контакт со себе си. Значи, имаат ментален контакт, меѓутоа немаат душевен контакт или контакт со своето срце. И процесот на медитација е многу интересна, научење на медитација е многу интересна активност, бидејќи колку и да сте возрастни, доживувате нешто потполно нова во длабока тишина. И јас почнав со медитација пред околу 35 години, прво везбав разни техники како зен будизам, зазен, раджа йога, кундалини йога, разни техники, хата йога исто, тоа е йога со физички вежби. И да кажеме, тоа се некакви малце како поментални техники. Меѓутоа, процес на медитирање е кога вашиот ум ќе се стиша и повеќе нема да мислите. Значи, луѓето мислат, најголем дел од медитациите што ќе ги најдете на интернет се визуализации всушност. И тоа не е лошо, меѓутоа тоа е само припрема за да влезете во медитација. Значи, постои визуализација, постои молитва, постои вежба за концентрација. И се тоа припреми. Вистинската медитација ќе се случи кога сите тие визуализации на, вдишување, издишување, има илјадници визуализации на планини, мориња и така натаму. Меѓутоа, медитацијата ќе се случи кога ќе исчезне формата која сте си ја поставиле пред да седнете да медитирате и ќе се појави вашето битие во некаква форма. Тоа е многу индивидуално, значи ако 50 души медитираме, сите различно ќе медитираме. Дали за тоа треба пракса? Дали за да го достигнеме еве токму ова кој што сега го споменавте, треба време за да дојдеме до тоа ниво, како би го стишале до толку умот да немаме ниту една мисла, за да може така да се доживееме, или пак тоа може да му се случи на некој кој што сам по себе може да дојде до таа состојба, па да го доживее тоа дури на третата медитација или третиот пат како медитира. Што вели искуството? Значи, прво вака човек може да доживее некакво искуство на својата душа и без да медитира. Кога ќе му се случи нешто, кога прв пат ќе се залюби или кога ќе види некоја зајдисонце или кога ќе седне во шума и ќе му исчезне умот. И меѓутоа свесно да се седне и тоа да се направи, треба барем 1 месец редовна медитација, значи се бајле да се медитира, навечер да се медитира и
различно е. Значи некој му треба можеби недела две да влезе да ги има првите чекори во медитација, некој му треба месец дена, некој му треба години. И со тоа што и вие за 2-3 недели ја доживеете стишување на умот, после 3 месеци ќе бидете уште подлабоко стишување, после 6 месеци ќе биде уште подлабоко стишување. После 2 години ќе се кажете вау, ствари ова било вистинскиот начин како да приидам на својата душа. Значи, начинот не е фиксен, нема некаков фиксен начин кај што вие како да правите кафе, ќе ставите малце шекер, малце кафе, ќе го загреете одеднаш кога имате кафе, меѓутоа овде некако треба да го да поминете позади умот. Пошто ние секако ги затвориме очите, секако сакате да медитираме. Вие цело време ќе размислувате. Значи, вие произведувате неколку стотици мисли во минута. И ако седнете да медитирате, ако сакате да ги стишате сите тие мисли, не можете, бидејќи вие со вашиот ум ќе пробате да го стишате вашиот ум, тоа не може. Значи, треба да се појави нека друга сила која ќе го стиши вашиот ум. Значи, тоа е медитација, значи да најдете вашата внатрешна сила или волја која ќе го стиша умот. И умот е најголем потрошувач на енергија. И кога умот полека во медитација ќе ви се стиша, ќе се почувствувате многу поенергизирани, бидејќи автоматски ќе добиете повеќе енергија. Зашто можеме исти да збориме понатаму како јас кога почнав со медитација бев многу болен и слаб. Можеби и за тоа почнав, има проблеми со бубрези и така натаму. Што значи дека медитацијата помага и во покрај тоа сите овие работи кои што ги споменавме и доколку постојат здравствени состојби, со самиот начин на медитирање, стишување на умот или елиминирање на мислите кои што секојдневно ни навираат во главата е еден чекор поблиску до подобрување на нашата општа здравствена состојба. Екалабија, само да видиме во теки со инсертите кои што ги гледавме, видов цртање, дали се тоа како се Џарна кала. Може да ги видиме уште еднаш држијата ако ни ги пуштат. Значи вие ако седнете да медитирате и длабочината на медитацијата која ќе ја доживеете зависи од вашата внатрешна рамнотежа, значи како ви вибрира умот, како ви вибрираат емоциите и како ви вибрира телото. И всушност медитацијата ќе биде вашата вистинска состојба. Ако сте вие хаотична личност која сте цело време во некакви проблеми, тогаш ќе седнете да медитирате и ништо нема да се случи. Така да самата медитација или јога се вика уметност на живење. Значи, во зависност од тоа како живеете, таква медитација ќе доживеете. Ова е, например, се вика Џарна кала, каде што Шричин мој кој е духовен учител, влегува во некаква состојба на медитација и слика вакви илјадници слики. Значи има сликано 300.000 вакви слики за многу краток период, кои се вика Џарна кала, односно се вика извор на уметноста. И да кажеме ова е производ на своето внатрешно искуство. Значи кога човек ќе почне да се занимава со медитација, ќе навлезе во себе си, треба да тоест може да се ги открие своите внатрешни потенцијали. Дали тоа ќе биде, например, сликарство или спорт или, не знам, екстремен спорт или некој друг тип на уметност како музика. Например, Шричин мој исто компонира музика, има компонирано 17.000 композиции и има изведувано концерти низ целиот свет. И сите се на иста тематика, тоа што ќе го видам внатре во себе, ќе го пренесам надвор. Значи, да кажеме, го откриваме изворот. Го откривам изворот на себе си и после го пренесувам во форма која што ја знам или под која сум инспириран. Да. Јас извини. Не, јас можам да ете така ве слушам, вие да се зборувате и се повеќе и повеќе да учиме, како што рековме, ова е тема која што е долга и широка и веројатно ова нема да биде наше прво и последно среќавање или гостување, бидејќи ќе доколку се согласите и вие Калабија ќе имаме гостување на кои што може да или теми на кои што ќе може да зборуваме, аз се составен дел од медитацијата, но јас би сакала сам од практичен аспект за оние кои што можеби сакаат да медитираат, пробале на неколку пати,
не можеле да го најдат вистинскиот начин на, на медитација за себе, а сепак имаат желба да го направат тоа. Кој е еден ваш совет кој што би можел да ги поттикне или пак да им го улесни патот при барањето на сопствениот начин на медитирање? Значи, човек може да учи све сам, теоретски. Меѓутоа нема да стане стручњак во тоа. Например, вие може да земете да учите клавир утре и да земете преку YouTube и ќе научите да пеете нешто, да свирите, меѓутоа не можете да дадете концерт никаде, никој нема да ве слуша. Биде значи површно тоа, така да, чисто. И медитација можете вие да седнете дома сами да учите, меѓутоа во група енергијата е многу појака. Во историјата, значи се собирале нели учители, духовни личности, се собирале и медитирале во пештери, дури ги бркале, ги напаѓале, меѓутоа никој не можел да ги сопре, бидејќи тоа што го гледале било многу снажно, никој не може да ти го одземе тоа. И затоа за да се научи да се медитира ви треба учител, ви треба група. Бидејќи не е лесно да се целиот живот сме си градили одредена личност преку нашиот ум и сме достигнале одредено интелектуално ниво, меѓутоа не сме достигнале никакво духовно ниво. И сега треба да го свртиме тркалото од умот, да се свртиме кон духот. Меѓутоа умот ќе ни дава отпор, ќе ни вика немајте тама да идете, немајте ова да го правите, немајте тоа да го правите, бидејќи нели умот не е глуп. Да, не можете да го излажете со синиот ум, така. Не можете себе се излажете и не е ни здраво тоа самите себе да се излажете. Мислам, не е целта да направите вие две личности, која една личност ќе прави една активност, друга личност ќе прави друга активност. Значи, треба да се откриете себе си и тоа спонтано да се свртите од умот кон духот. Мислам, не викам дека ќе станете глупи ако умот ви исчезне. Тако напротив, умот станува многу по практичен, бидејќи вие имате увид дека во вас има многу појака сила од силата на умот, што е. И еднаш кога ќе добиете тие неколку капки, после не можете да престанете. Да, во континуитет да се медитира и да се доведеме до таа состојба. Значи процес на учење на медитација всушност е континуитет. Значи ако медитирате 2 пати на ден и полека ако ви доаѓаат при една медитација, не знам, 1000 мисли, следниот пат ќе ви доаѓаат 900 мисли, па ќе ви доаѓаат 800 мисли. И секој тоа намалување на процесот на мислење, вие добивате се енергизирате. Значи добивате некоја внатрешно знаење, внатрешна сигурност, бидејќи знаете дека тоа никој не ви го дал, никој не може да ви го земе. И затоа процесот е многу, како да кажам, драгоцен. Значи учењето на медитација е многу драгоцено бидејќи сте потполно сами. Мислам, медитирате вие во група, меѓутоа главните медитации ви се сами кои ќе правите рано се бавите. Да. Медитацијата во група веројатно е начин како да се научиме да го правиме тоа. Затоа и постои овој курс за медитација за кој што сега во следните минути на крајот на разговорот ќе зборуваме, а понатака кога веќе ќе го научиме тоа или ќе се научиме себе си да го правиме тоа, ќе можеме да продолжиме и сами. Јас би сакала сега, бидејќи имаме уште многу прашања, но имаме уште помалку од 5 минути да информираме и за она кое што е составен дел од денешната тема, а што е информација која треба да ја знаат гледачите за предавањето и бесплатниот курс по медитација. Вие тоа го правите и минатите години, за некои што ве пратат, но информација за оние што можеби не знаат, сакале, не дошле, сакаат, имаат во план тоа да го направат, на 27 ноември во сабота ќе се случува нешто. Тоа е медитација и концерт предавање. Повеќе ќе остаме Калабија вие да кажете. Па значи отприлика еднаш месечна, мислам имавме пауза заради короната од година и пол, можеби немавме курсеви за медитација, сега почнавме повторно нели за луѓе кои прележале или се вакцинирани, ако е поголема група. И на 27 во кафе Бейкери Джој во Карпуш 2 ќе има концерт за медитација, значи исто и тоа не спомнавме, може да се медитира и со музика исто. Мислам тоа е многу стара техника што се уште трае, значи медитација со музика. Има курс за медитација кој ќе трае 1 месец. Значи тоа е воведно предавање, ќе има предавање малку за медитација, техники за медитација и ќе има медитација со жива музика, значи има тоа е некако еден балканска група од Бугарија, Србија, Македонија, Хрватска се собрани музичари кои се занимаваат со таков тип на музика и со кавал, со гитара, хармониум прават музика за медитација, каде што публиката претходно им се објаснува како да седнат, на што да се концентрираат и да доживеат искуства преку медитативна музика, да доживеат медитација преку медитативна музика. После тоа ќе продолжи курс со практични вежби за медитација кој ќе трае 1 месец.
Каде може да ве најдат, да се пријават, само што тоа? На веб страната meditacija.mk може тука да се пријават и ќе добијат информации за концертот, за курсот. Или директно на самото предавање на 27 во Joy. И Клавија, благодарам. Јас имам се уште прашања и верувам дека ќе имаме можност и време и простор да ги одговориме во иднина. Почетно за овој наш денешен разговор или наша утринска тема сметам дека воведно беше доволно и дека ми е јасно од прилика нашите гледачи и на оние кои што можеби ги интересира оваа тема за тоа што всушност представува медитацијата и зошто е таа практична и колку ќе ни помогне во секојдневниот живот, но можеме уште многу да зборуваме и верувам дека ќе закажеме некоја следна средба, така? Во ред, фала што ме поканивте и се надевам ќе инспирираме луѓе да почнат да практикуваат. Ви благодарам и за гостувањето и ви посакувам успех во работата.